Доделувањето на признанијата и сертификатите за учество ја финишира дводневната дебата на 6 градоначалници од исто толку европски земји и домаќинот Македонија во Штип. Македонија, иако не е членка на европското семејство, ги покажа бараните европски вредности за современа европска држава, е заедничката оценка на учесниците. Много сме доволни, за мен е удоволствие, че сме тук. За мен лично това е првиот пат во кој Задоволството од дводневната посета е во тоа што го слушнавме од нашите домаќини, со нивните визии за современо европско семејство од држави. Иако Македонија се уште не е нејзина членка, но ги исполнува условите да е рамо до рамо со членките од Европската асамблеја. држава којато все още не е членка на Европейския съюз, за това какво мисли за Европейския съюз, за еврооптимизма. La conclusió es que el proyecto está en cara. Длабоко сум убеден дека перспективата за современа европска држава како императив од овој проект се реални, како што е примерот со Македонија, што рефлектира модерна европска држава на Балканот. Y que siga el proyecto definitivo, que siga molt positiu. 6 делегации од по 4 членови од општини од Бугарија, Романија, Италија, Шпанија, Португалија и Полска дебатираа на најразлични теми, тесно поврзани со важни европски прашања за животот на граѓаните, како во земјите членки на европското семејство, така и во земјите што претендираат да бидат дел од Унијата. Eu tive uma excelente impressão, porque fomos aqui muito bem acolhidos. Ова е важно искуство за нас, особено кога домаќин е земја со евровредности, а при тоа не е членка на европското семејство. Затоа драгоцени се размените на идеи и искуство со домаќините од Штип, што ја оправдуваат основната цел. Овој проект уште повеќе да ја доближи Македонија и домаќинот Штип кон народите од Европската Унија. Com quem temos a aprender, neste caso com Macedónia. Најважно за нас како домаќини беше да ги запознаеме овие градоначалници и овие делегации од 6 градови на Европската Унија со Штип, а со тоа и на Македонија. Некои од делегациите, како што се например на Португалија или пак да кажеме на Полска, за прв пат доаѓаат во Македонија, а не само во Штип, и беше важно да видат дека ние сме развиена земја. Размена на искуства за европските практики и евроскептицизмот и иднината на Европската Унија беа главните теми на дводневното дружење на градоначалниците од спомнатите земји. Ова е втора од планираните 6 дебатни сесии. Наредната е закажана за октомври годинава во Португалија. Проектот е финансиран преку ИПА програмата во висина од 150.000 евра.